Состојбата во однос на кадарот не е катастрофална. Тоа можам најотворено да го кажам. Значи, во моментов Националната универзитетска библиотека брои 72 вработени, зборам на неопределено, со решение, и ангажирани тројца по договор на услуга. Инаку вака поеластично ви кажам, библиотека во минатото броела и до 205 вработени, до 205, сега во моментов сме негде 72. Само вака за илустрација од 2014 до денес имаат 65 прекини на работен однос имаме направено по разни основи. Значи, дали е пензионирање, дали е спогодба, смрт, небитно, како и да е, 65 прекини, а имаме само 3 нови вработувања. Зборам само за период од 10, скоро 11 години. Во моментов Националната библиотека има хигиеничар на работно место само еден во редовен работен однос, помошно-технички кадар скоро ништо. Значи, сме имале години кога во библиотеката, уште пред да се направи новата зграда, функционирале 25 хигиеничарки само. Сега ние имаме 13.000 квадрати објект во кој имаме вработено само еден хигиеничар. Состојбата со административниот кадар е исто така поразителна. Ние немаме економист, дипломиран економист, институцијава нема. Колешките работат некако со средно, се мачат, реално да кажам. Кадарот исто од аспект на даватели на услуги, библиотечниот дел исто не е дефицитарен. Значи, се помалце имаме библиотекарски помошници, се помалце библиотекари, како заминуваат во пензија, така местата ни изгаснуваат, така да состојбата со кадарот не е стварно крајно катастрофална. Откако ќе ви замине во пензија, вие имате пак цела постапка во која што мора да добиете согласност од Министерство за финансии како за ново вработување. Да. Спрема годишниот план за 2025 година, кој што ни е веќе одобрен, ние имаме можност да вработиме 9 лица и сме во консултација со Министерството за култура за да пуштиме барање веќе за нови вработувања. Да. Така да се надевам, да, тоа најчесто се кадар кој што го бараме е помошно-технички кадар, пак ќе кажам, значи кадар кој што е неопходен за одржување на објектот и кадар со средно образование, односно кадар кој што би работел во магазинот за да направиме достап на фондот. Се уште не сме стигнале до фаза да бараме стручен кадар, мислам, за да работиме како што треба да работиме.